Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова вечерва. Ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Осми ден откако лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски го доби мандатот за формирање на влада, од почнување на преговорите најавуваат и од партијата на Ахмети и од партијата на Груевски. Кога официјално ќе почнат, се уште нема информација. За можните отстапки, за црвените линии од страна на ДУИ и од страна на ВМРО-ДПМНЕ вечерва во отвореното студио разговарам со членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и пратеник Антонио Милошовски. Добро вечер за вас. И поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. На почеток ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете мои соговорници. Поканив и представници од Социјалдемократскиот сојуз и од Демократската унија за интеграција, но тие вечерва одлучија да молчат. Сепак и тоа е став. Би почнала, господине Милошовски, со вас и вашата партија и од Демократската унија за интеграција пред неколку часа испратија соопштение и најавија дека ќе отпочнат преговорите за формирање на влада. ДУИ како основ за преговори ја поставува платформата која се подготви во Тирана и ги постави како услови продолжувањето на мандатот на специјалното обвинителство и исто така воведувањето на двојазичноста на целата територија на Република Македонија. Вие овие услови недвосмислено ги отфрливте од вашата партија и рековте дека нема да формирате влада по секоја цена. На почеток, може ли да ни кажете дали се можни некакви отстапки да направи ВМРО-ДПМНЕ во процесот на преговори? Дали е можно да се најде некаква средина и некаков заеднички јазик и како сето тоа би им го објасниле на вашите гласачи? Добро, најпрве ние добивме мандат по две основи од тие 455.000 гласачи. Првата беше платформата за економски развој, програмата Реално, отварање на 70.000 нови работни места, странски инвестиции и севкупно оние проекти. И вториот темел на нашиот предизборен настап беше зачувување на унитарна, кохезивна Македонија и како држава и како општество. И соодветно на тоа дека немаме ниту потреба, ниту луксус, ниту уставни можности да ја правиме државата бинационална, ниту пак таа ако биде бинационална нема да биде ни поефикасна, ни поекономична, ни посплотена. И затоа од овие два принципи ние нема да отстапиме. Тоа го кажуваме отворено и транспарентно, не само за да го слушне јавноста, туку исто така да биде порака и до нашите потенцијални коалициони партнери. И во следните денови, кога ќе седнеме и официјално на маса со представниците од ДУИ, тоа ќе им го соопштиме. Дека за нас продолжување на мандатот на СЈО, кој го цениме како една наменска, би рекол, хибридна институција, која што има свој рок на траење и има своја правна, би рекол, и политичка улога во разрешницата на политичката криза создадена пред 2 години, немаме намера такви институции да ги одржуваме како дел од системот кој што веќе е востановен со уставниот поредок на државата. И втората работа по однос на двојазичноста на цела територија. Да не се разбереме погрешно, немаме ние ништо против употребата на албанскиот јазик таму каде што е регулирано. Во Република Македонија употребата на албанскиот јазик е прилично афирмирана во образование, во медиуми, во локална самоуправа, во култура, во дел од администрација, соодветно на законските норми, и никој не бил досега ниту прогонуван, ниту казнет, ниту репресиран за употребата на мајчиниот јазик, дали е тој албански, турски, македонски, ромски или друг. Напротив, служиме како добар пример во регионот, па и во Европа. Но ние немаме мандат од нашите гласачи, ниту пак сметаме дека е полезно за државата да менуваме устав со цел да правиме двојазична или двонационална држава. И тоа го кажуваме јавно и пред граѓаните, и пред новинарите, тоа ќе го кажеме јавно и на разговорите со ДУИ. Но ќе им предложиме, доколку сакаат, тие како партија која што го промовираа принципот, победникот да има некое морално прави да прави коалиција со победникот од другата етничка заедница, тоа да го склопиме во еден најмал заеднички именител, кој што би го имале двете партии, со цел да се стабилизира државата, институциите, да се надмине политичката криза и да се работи за доброто на сите граѓани, без разлика што се тие по етничка припадност или по политичка или по верска припадност. Имаме време, не брзаме, рокот е до 29 јануари
и во следните денови што и да имаме било каква новост, секако дека ќе ја споделиме со јавноста. Но не отстапуваме од тоа што го кажавме за СЈ и за Устав. Ги поканивте ли интегративците за старт на преговорите? Добија ли покана од вас? Мислам дека во следните 2-3 дена ќе почнат официјалните разговори. До сега имавме одредена потреба сепак партиските тела да завземат став, да направат одредена анализа, да дадат мандат на председателот да ги води тие разговори со ДУИ или со други потенцијални заинтересирани политички партии и мислам дека во следните 2-3 дена ќе имаме веќе и официјален почеток на разговорите ВМРО ДПМН ДУИ. Господине Новаковски, со вас би сакала да ги проанализираме оние бројки изборните резултати. ВМРО ДПМН бара оставка од Заев со оглед на тоа што велат Заев ги изгуби овие избори. ВМРО ДПМН усвои повеќе пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, СДСМ постојано лиферува соопштенија до јавноста и вели народот избра промени, над 600.000 гласачи гласа за промени. Како ја коментирате вие оваа ситуација и како е сега возможно тоа и што доколку ДУИ и ВМРО ДПМН не успеат да формираат влада, што понатаму? Добро, јас мислам дека овие избори, имајќи ги во предвид сите случувања кои беа во изминатите години, вие знаете дека перманентно ние бевме обседнати со тие избори кои мораа да завршат барем коректно, да бидат избори кои ќе имаат легитимитет, кои ќе ги стабилизираат институциите, бидејќи, како што знаете, се пролонгираа, мислам, еднаш. Значи, изборите, резултатот од изборите е јасен и со самата верификација на мандатите на пратениците во собранието, мислам дека е познато кој има мнозинство, кој нема. Значи, прво, мандатот е доделен на победникот на овие избори, со мандатите кои ги доби, бидејќи имајќи го предвид искуството, не можеме да кажеме дека е победник друг. Победникот се знае, резултатите се признати, никој не ги оспори, тие се конечни резултати и сега доделен е мандатот, но изборите покажа една, по мене, проблем во резултатите кај албанските партии. Имаше неочекувано слаби резултати на овие избори и нормално е да сега очекуваме од нив поголеми барања за при евентуални нови избори да го дигнат мотивот кај електоратот, ето ние не составуваме влада, ако не ни биде прифатена таа и таа платформа. А другите играчи во таа игра, другите партии од албанскиот блок, се стварно партии кои своја многу мал број пратеници за да поставуваат сите такви услови. Затоа јас малку сум изненаден од односот на ДУИ во овие платформи кои ги постави на сите кои евентуално сакаат да коалицираат. Настапува со максималистички и сметам дека не е во ред и тоа што тие платформи не ги направија овде, ги направија надвор од државата и тоа морам да го кажам, бидејќи тоа и во јавноста се збори, зашто се овие услови сега потребни. Значи, кога веќе одиме да ги стабилизираме, кога изборите завршија, можеби дури со овие услови кои ги постави, секако ќе се обиди, се надевам, да состави сега ВМРО, ќе се обиде. Потоа за мене, например, е неспорно дека ако не се обиде ВМРО и ако се врати мандатот, одлуката е кај председател на државата на кого ќе го додели. По некое непишано правило треба да го додели на вториот. Но имајќи ги во предвид условите кои се поставени, јас мислам дека и тие ќе мора да се повлечат и ќе се состави влада, но влада која нема да трае многу. Мислам, подобро е да се оди на некоја влада која, како што каже Антонио, да би ги стабилизирала институциите во овој период и јас очекувам нови избори. Значи, изборите, според мене... Кога заедно со локалните или пак можеби и локалните би се пролонгирале? Па видите, ние имаме искуство со пролонгирање на локалните. Мислам, со законот постои можност 6 месеци да се пролонгира рокот за избори. Не дали ќе бидат со локалните, не знам. Значи, во случајов трошковите се големи, треба да се внимава, но сепак тоа е политичка одлука. Но имајќи го предвид сето ова што се случуваше, мислам дека можеби е добро што, ево, ги се отворија картите, би рекол некако,
Така да ќе видиме во овој престоен период дали ќе се состави влада и таа влада и да се состави стварно парламентот, имајќи го предвид искуството, значи крупни законски промени не треба да очекуваат партнерот кој сега прави платформи. Затоа што се знае, со тоа што ќе направи влада, ќе нема мнозинство двотретинско за било каква покрупна промена. Значи, сепак мислам дека овие услови кои се поставени пред составување на евентуална влада, мислам дека се со цел да се прати порака за следните избори, да се врати како може некако електоратот кој го изгубија во овие избори. А вистина, мислам дека ево, земете го примерот из Демократската партија на албанците. Таа има само 2 пратеници. Значи, во случај доаѓа до крупни промени, бидејќи, како што знаете, и во регулаторните тела, и во изборни комисии делегираат двете партии од позиција, двете од опозиција, најголеми, во случај се појавуваат нови играчи. Така да очекувам дека и да се формира влада, дека ќе биде краткотрајно. Господине Милошовски, велите, ние нема да отстапиме од она што го кажавме, дека нема да им ги прифатиме овие услови кои ги поставува Демократската унија за интеграција, дали пак очекувате отстапки од нивна страна во текот на преговорите и велите ќе им дадеме предлог да се стабилизираат институциите, дали очекувате прифаќање на тој ваш предлог? Не би можел да преодицирам, но ќе видиме. Ќе видиме како ќе биде ставот на ДУИ и не би сакал сега однапред хипотетички да ги предпоставувам нивните можни одговори или позиции. Но тоа што ние ќе го понудиме да работиме за доброто на државата, преку стабилизирање на институциите и за доброто на граѓаните, преку нови вложувања, странски инвестиции, инфраструктурни проекти и зајакнување на економијата. Тоа се нашите главни постулати во изборната програма. И сметаме дека тие би биле корисни за секој македонец, албанец, ром, турчин, србин или што и да е друго по националност. Втората работа што сакам да истакнам по однос на платформата, се согласувам тоа што го направи премиерот Рама. Според мене е негов предизборен маркетинг наменет за албанската внатрешна јавност во соседна Албанија, но без разлика на предизборните побуди на Рама, кој што сака да се представи како покровител на албанците од регионот, две работи се непринципиелни. Прво, непринципиелно еден премиер на држава да се меша во политиките на соседната држава преку утврдување на било какви проекти наменети за составување на влада во соседната држава. Замислете пратениците во албанскиот парламент, кои што се по потекло Грци, пред составувањето на било која влада во соседна Албанија, додат на консултации во Атина, на отворени јавни средби со грчкиот председател или со премиер и да утврдуваат позиции кој смее или кој треба или кој не треба да биде премиер на Албанија. Или да имаме такви случаи во Латвија, каде што избраните пратеници етнички руси од Латвија, после избори додат на консултации со председателот Путин во Русија и да утврдуваат кој ќе биде и каков премиер на владата на Латвија. Тоа е мешање во внатрешните работи на суверена држава и е против принципите на Обединетите нации. Со тоа премиерот Рама направи голем престап. Дополнително, во очите на македонската јавност, според мене, и на македонските албанци, до одредена мерка ги направи и недоветни представниците на македонските албанци, политичките представници, кои што делуваа како да немаат собствен капацитет да состават одредена платформа или постизборен договор или предлог за составување на влада и сега мораат да имаат покровител кој што би им помогнал тоа да го направат. Но она што во суштина ДУИ го превзема како чекор, моја оценка е дека ДУИ откако виде дека се случи голем одлив на нивни гласови кои што се одлеа во Социјалдемократскиот сојуз, без разлика дали тие беа на основа на програмата на СДСМ или беа логистички изработени преку МВР и одредени повлијателни лица во одредени села со гласачи албанци, мислам дека ДУИ сега е инспирирана во еден постизборен надпревар со Социјалдемократскиот сојуз кој ќе понуди поалбанска платформа од СДСМ за време на изборите. СДСМ излезе со еден настап на нивниот председател Заев,
дека тој нуди за албанците двојазичност во државата и сега дуи оди на политичко надавање колку тие многу повеќе за албанците бараат или можат да побараат со цел политички да бидат фактор во самата Република Македонија и мислам дека потегот што го направи господинот Заев беше непродуктивен од самиот старт и ќе произведува понатаму вакви дополнителни непродуктивни платформи и проекти кои што не се реална потреба на луѓето во нашата држава. И самиот концепт на се граѓанска партија кој што одеше наводно како фасадна реклама на СДСМ, испадна дека сега е биполарен, еден двоетнички или двојазичен или бинационален проект кој што се повеќе создава расцепи по етничка основа. И на крај, тоа што ДУИ го нуди како етничка платформа, непринципиелно е бидејќи ние пред 2 години немавме етничка криза во државата, ние бевме коалициони партнери, имавме проекти, отваравме фабрики, странски инвестиции, имавме одредени недоразбирања, но функционална беше политичката коалиција, немаше етничка криза. Имаше политичка криза, која што од своји причини и со своји материјали, стекнати на нелегален начин, ја креираше СДСМ, но политичката криза доби своја разрешница со овие избори. И штом политичката криза е надмината, би требало да продолжиме таму каде што застанавме и составувањето на влада да биде одраз на изборната волја на гласачите. Но очигледно е дека подготвувањето на ваквите платформи значи подготвување не за предходните избори, туку подготвување за следни избори. И мислам дека тука, според она што го имаме како неформалната, би рекол, човечка комуникација со некои пријатели од ДУИ, кои што се во собранието или во локална самоуправа или на други позиции, гледаме дека тие се, некои од нив сметаат дека на нови избори ДУИ би освоила дел од албанските гласови кои на претходни избори се одлеа кон Социјалдемократскиот сојуз. И може би целта на овие платформи е токму тоа да се стигне до некои нови избори во некој одреден период. Но ние сме отворени за сите опции, пред се за опцијата на граѓаните да им понудиме стабилна држава и составот на влада да одразува политичката волја, изборната волја на граѓаните од 11 декември минатата година. Што би се одржал тој предлог? Што ќе го доставите до Демократската унија за интеграција? Како планирате да ги стабилизирате институциите? Ние сметаме дека било кои разговори, без разлика дури и на етнички теми, треба да бидат во рамките на позитивната законска регулатива, во рамките на постојниот устав. Ако можеме во рамките на постојниот устав и на сегашните норми да најдеме начин за дополнително унапредување на примената, да кажеме, на она што е досега загарантирано, промовирано, афирмирано и стекнато како право на граѓанин, на индивидуа или на заедница, тоа можеме да најдеме капацитет да го направиме во одреден временски период. Но пак ќе повторам дека отварањето на уставот ќе значи отварање на Пандорина кутија и на никого нема да му донесе било какви позитивни поени, а најмалку на државата и на граѓаните. И затоа сметаме дека со ДУИ сакаме да седнеме и да разговараме за реалниот, конкретен напредок и реалната потреба на граѓаните кои што ја имаат во нашата држава. Продолжуваме со разговорот по краткиот блок на реклами. Почитувани, останете тука. Почитувани, повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова, посетување за оние кои подоцна се вклучија на овој канал. Мои вечерашни соговорници се членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и пратеник Антонио Милошовски, поранешниот претседател на највисокото изборно тело Александар Новаковски. Господине Новаковски, ја начнав темата што доколку ВМРО ДПМН и ДУИ не формираат влада, што е следниот чекор. Не постојат оние варијанти дека тогаш претседателот Иванов треба да му го додели мандатот, да го додели мандатот на онаа партија што е втора по ред по број на освоени гласови. Во тој случај тоа би бил Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тоа во уставот не е конкретизирано. Дали може да дојде до таква ситуација? Па видите, многу е реално да може да дојде, бидејќи имајќи ги во предвид, значи пак ќе повторам, резултатите од овие избори, потоа случувањата кои предходеа на овие избори, вие и сами гледате, тоа морам да го истакнам, дека при донесување на тие Пржинскиот договор 1, 2, беа вклучени многу правни тимови од страна на партиите,
кои учествуваа со посредство на меѓународната заедница, но морам да кажам дека многу работи не ги предвиделе, кои ни се случуваат. Значи, вие имате промени на законот за влада, дека владата е до конечни резултати, сега имаме проблем верификација, имаме на мандати, предходно имавме не се верификуваа мандати за да не дојде до неспојивост на функции. Ние сме како правна држава која се стремиме да бидеме, требаше некој да ги предвиди тие работи. Значи, јас се надевам дека може би све е тоа плод на политички договор, но затоа сега доаѓаме и до проблемите. Значи, вие имате сега најава за нови избори. Сигурно, пример, ако не се договорат, ќе ви одговораме на прашањето. Ќе се отворат многу прашања каде што е потребно двотретинско мнозинство. Вас, например, ќе ви барат промена во составот на ДИК, бидејќи Беса ќе си бара како своји представници. Што е Значи, во легитимно. случајов, значи, збориме буквално спрема резултатите на изборите. Имаме ние и пракса различна. Значи, ние ова влада беше формирана со намена за спроведување на изборите и сега зборуваме дека таа влада доконечни. Што станува сега во случајов ако не се избере нова влада? Исто тоа прашање треба да се отвори, да се продискутира од страна на експертите. Внимавате добро во сите дискусии, каде имаме и професори и членови во партиските тела, сите се внимателни во овие дискусии, бидејќи стварно сме во една ситуација кога мора да се стабилизираат институциите без разлика на тоа што се случува. Значи, ние го конституиравме парламентот треба да работи. За да работи, треба да се избере и председател на собранието. Значи, за интерес на државата е било што да се случи да биде побрзо, а потоа, во колку не може да функционира парламентот, не е ништо страшно да се распишат и нови избори, па да се види повторно дали ќе може да се створат подобри услови за постабилна влада. Во однос на прашањето кое го поставивте, значи според мен, јас ќе го кажам моето мислење, во колку сега мандатот не успее да состави влада, е должен да го врати мандатот на председателот на државата. Председателот на државата, поред мое мислење, треба да изврши консултации дали другата партија, по големина, која освоила најмногу број мандати, е во можност да изврши, да состави влада. Значи, ако и таа не успее да состави, тогаш веќе доаѓаме до ситуација дали ќе треба, иако не е ова во уставот, се кажува на мнозинството, но доаѓаме сега до третата партија. Третата партија е ДУИ. ДУИ преговарала со тие две партии. Сега повторно што ќе се измени во тој период? Значи, повторно доаѓаме до платформата. И јас сметам дека платформата е наменски направена за да се направи притисок на македонскиот блок партии по секоја цена да се издействува влада со краток рок за да се оди потоа на повторни избори. Јас мислам дека треба да размислате на трета варијанта. Што ако ВМРО и СДС се договорат во изминат период да направат влада? Можно ли е такво Па нешто? добро, зашто не е можно? Јас тоа го кажав и вечерта, кога се пролонгираа резултатите од изборите, кога не се објавуваа, јас можам да сватам и дека беа тесни изборите, и дека беа изложени на многу притисоци. Кој би бил премиер во таа влада? Па видите сега, ќе се договорат. Како што се договорија многу работи, боруваме за еден период за да се помине оваа криза, да се стабилизираат институциите. Зашто на таа варијанта? Не може сега да се оди дека може некој со 10 пратеници да поставува било какви услови, а некој што има, например, 51 и 49, да не може никаков услов да постави. Затоа мислам дека сериозно треба да сватат и сите работава, да се направи влада, да се стабилизираат, што кажавме, ова сите сме на тоа институциите, бидејќи ние секојдневно соочуваме, државата си функционира, но сепак ние долго време сме во оваа ситуација. И сега овој рок
уставните рокови течат, значи не го зборувам што ако евентуално не може да се формира влада, ниту од едни, ниту од други не се прифатат овие услови. Тоаш повторно доаѓаме во ситуација да се створи некоја криза и повторно да се седне на преговарачка маса. Во секој случај не беше на одмет и во овој период председателот на државата да направи консултации. Да види кој е спремен да состави влада и кои се условите. Имаме примери и во Хрватска беше слична ситуацијата. Ако, мислам, многу брзо, кога една партија ги измеша таму со пратениците, освои изненадно многу не многу пратеници, но имаше клучно влијание. Значи, овде имаме таква ситуација. Бидејќи резултатите се такви да ДУИ и ВМРО ако формираат, тоа ќе е 67. Значи, немаме гласови од диаспора, иначе што ќе беше ако имаше од диаспора, може би подобро за некого, но можеше и уште поголемо мнозинство да се бара. Па тоа ќе мораше да се уклучува и трет партнер. Мислам дека некоректна е оваа платформа, според мене, некоректно составена, бидејќи јас директно ево сум учествувал во собрание во имплементација на рамковниот договор од 2002 наваму и мислам дека во овој момент само е политички поставена и со цел на група е враќање на гласачкото тело. Ќе покаже времето, но мислам дека условите кои се поставуваат, тешко да некој сите би ги прифатил и да ги прифати, не може да ги спроведи во парламент. Ако земеме ВМРО прифати некој услов, тогаш ќе се дојде надпревар меѓу македонските партии кој е поголем македонец. И повторно доаѓаме во ситуација да не се изгласат. И повторно ќе доаѓаме да бараме посредници за тоа. Мислам дека во секој случај добро е да се направи влада, да се стабилизираат институциите, многу брзо ќе се оди повторно на избори. А за ова прашањето кој ви го одговорив, стварно не е одредено уставот, но за мене нема дилеми. Бидејќи доста е во преседани на македонската политичка сцена. Бидејќи што ако председателот не го даде на втората, и сега повторно ќе се доведеме во некои идни избори да биде слична ситуацијата и уште полоша. Значи, тогаш ќе правиме секој месец избори. Не сме веќе во Македонија се прават преседани. Значи, затоа треба да се направи едно, би рекол, непишано правило и веќе да се одреди реки условите кои ги постави со платформата, повторно ќе повторам. Секој може да ги блокира во парламентот. Никој нема двотретинско мнозинство ако ВМРО или СДС не се согласи со тоа. Тоа треба да им е јасно и мислам дека им е јасно. Господине Милошовски, но ДУИ ќе речат, ние не бараме отварање на уставот, сето тоа што го поставивме како услов и сето она што е наведено во платформата е содржано во Охридскиот рамковен договор, бараме унапредување на Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор е дел од уставот. Значи, ние амандманите кои што се после 2001 година преточени во уставот доаѓаат од тој политички мировен договор и се дел од уставните норми на сегашната современа Република Македонија. И тоа што го имаме е едно различно толкување, најклучното прашање, е различно толкување на членот кој се однесува на службениот јазик во Република Македонија. И тоа не е новост, или не е некое прашање само меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, прашање на различни и стручни лица кои што припаѓаат на македонскиот народ или на албанската етничка заедница, каде што ние тоа го толкуваме на следниот начин. По однос на државата, службен јазик е македонскиот и неговото кирилично писмо, и има потоа следен амандман, односно став, втор став, кој што вика дека службен јазик исто така е јазикот кој што го говорат најмалку 20% од друга етничка заедница, но тоа албанската, да речам, политичка елита го толкува на државно, национално ниво, додека македонската експертска и други представници го толкуваат тоа на локално ниво, се однесува на градот Скопје, на Кичево, на Струга, на Гостивар, на Куманово и така натаму на единиците на локална самоуправа, каде што застапеноста на албанската етничка популација е 20% или повеќе. И тука доаѓам и до следното
спорно прашање, тоа е прашањето на пописот. Зошто немавме успешен попис и зошто одредени политички структури не се согласуваат да извршиме попис според европски стандарди и норми. Понудивме дури и такво решение, пописот да вклучува и оттисок, а тоа значи дека секој присутен и попишан жител со оттисок да го докаже и своето присуство. Може би е поедноставено, може би не е секаде пракса, но сепак да биде уверливо и прифатливо за секого. Но од страна на албанските коалициони партнери, сега за сега не добивме позитивен одговор Се дека плашат ли од бројките? За жал, со Охридскиот рамковен договор, етнополитиката во Република Македонија е во еден дел е сведена на проценти. Тие проценти потоа произведуваат одредени права, не само етнички, туку и политички, буџетски, кумулативни, административни и слично. И мислам дека некои фактори во државата не сакаат да ризикуваат некои стекнати права, повластици или привилегии да бидат повторно ставени на тест. Не би сакале ни ние да ја втурнеме државата во, не знам, некаков проект кој што однапред би знаеле дека нема да добие верификација од сите, но сакаме затоа, разговаравме со представници на Европската комисија, Европската унија, Европската комисија, да бидат дел од еден таков проект, за да може да се зголеми веродостојноста на една таква операција која што е важна кај нас, а согласно европските стандарди каде што се попишуваат луѓето кои се жители. Ако јас сум жител во село Зајас, или во село Враништа, или во село Чегране, или Форино, или Скопје, или Стајковци, или Студеничани, тогаш ме попишуваат како жител. Ако не сум тука, ако живеам во Швајцарија, Њу Џерси, Австрија, Торино или некаде на друго место, тогаш не сум жител на друго место. Но она што го почнавме на почеток како разговор, по однос на овие прашања, ние сметаме дека треба да се создаде една поголема, поширока клима на консензус и да се спроведат на начин кој што нема да предизвика дополнителни пореметувања на нашиот, би рекол, кревок меѓуетнички баланс. И затоа сметаме дека ваквите меѓуетнички прашања не треба така лесно и така ризично да се играат како карта пред избори или после избори. Пред изборите го направи господинот Заев, играјќи на прашања во смисла на јазикот и унапредување на двојазичност нудејќи на албанците. После избори, во надпревар со него, влезе и политичката партија ДУИ, нудејќи уште поголема албанска платформа од она што до тогаш беше слушнато во текот на изборите. Ние сметаме од нашата политичка партија дека би требало да го почитуваме уставот таков каков што е. И рамковниот договор исто така. И излегување надвор од нормите на уставот и од него превземените амандмани од рамковниот договор не би требало да има, немаме ниту мандат, ниту потреба и само ќе отвориме нови етнички недоразбирања ако одиме во проширување на било кои позитивни уставни норми. Доколку ова соопштение на ДУИ е реално и е прагматично, може би ќе значи поголема прагматичност нивна во самиот тек на разговорите со ВМРО-ДПМН, но ние кажавме до вчера исцртувањето на тие така наречени црвени линии околу СЈО и околу двојазичноста на цела територија на државата, која што би барала промена на устав, очекуваме, ако се проложи на тие позиции, тоа да не ги отежне разговорите со ДУИ за составување на влада. И пак ќе потенцирам, ние не седнуваме со ДУИ за да формираме влада по секоја цена, бидејќи достоинството наше лично како политичари и довербата која што ја сме добили од граѓаните ни значи повеќе од било каква краткорочна власт која што би ја договориле со некого за да имаме одредени позиции. Ние сакаме секоја влада која што би била формирана, сепак да биде формирана на одредени принципи, а пред се почитување на принципот на дадената доверба од гласачите. Господине Новаковски, на овие избори околу 70.000 гласа доби Социјалдемократскиот сојуз и тоа се албански гласови, благодарение на
токму на ваквите изјави, нели првично во Швајцарија што ги даде опозицијскиот лидер Зоран Заев, но подоцна инфилтрирањето на високи функции во партијата на луѓе од албанската етничка заедница. Велите дека нови избори несомнено ќе има, барем тоа се вашите очекувања. Дали доколку има нови избори, ДУИ може да си ги поврати пратениците и бројот на гласовите кои ги имаше на претходните парламентарни избори и дали може СДСМ да го повтори овој резултат кој го има сега? Видите, значи, јас немам некоја посебна анализа правено, верувајте, по општини, но очигледно е дека СДС отиде со листи на кои беа повикани и учленети и ставени во највисокото раководство на СДСМ и таму секогаш имало такви личности, не е то нешто ново, но сега со оглед на случувањата во овие изминати години, нели и протестите, па се направија листи на кои би кажал дека сите као се окрупнаа во еден блок, но јас мислам дека немаја баш права проценка дали е доволно тој блок. Веќе кога се одеше да се укучат, може да укучат и други партии кои настапија самостојно и можеше да дојде да опозицијата и победи на овие избори. Зашто за тоа не збориме, мислам. Значи, проценките биле нивни, сакам да кажам, јас не сум дел од раководството и не можам да кажам кои биле проценките, но и ризикот е на партијата. Кого става на листа, со кого коалицира, како. Значи, ние имаме искуство со тие коалиции, но дека, ево, повторно ќе кажам дека беа ставени личности кои, јас чисто немам ништо против тие личности, но не верувам дека имаат таков авторитет да соберат толку гласови како што вие спомнавте некоја бројка, но очигледно, значи, ова е доказ дека нешто се случува во албанскиот блок партии, самата платформа која е поставена, се тоа писмо од интелектуалци, покажува и се оди на некоја теорија дека може да се направи влада и мора да направат победниците. Значи, сега, кои се победници? Значи, ако се оди спрема број на мандати, јас сум да не се руши тој принцип, дека прв ВМРО треба да се обиде, потоа треба да се обиде, ако не успее ВМРО, да се обиде да направи. Повторно ќе треба со ДУИ. Значи, ДУИ сега диктира една ситуација која може да му се удри од глава, според мене. Бидејќи и со нови избори е многу ризично, дали нема да излезе некоја нова партија, разочарана, нов блок од албанските партии, па може и од македонските, кои ќе одзема некои пратеници, или пак ќе дојде до освестување на дел од овие поголемите политички партии, кои ќе привлечат и други коалиции кои освоија по 10-15 илјади партии освоија нели гласови, но не добија ниту еден пратеник, имајќи го во предвид моделот за избори. Значи, во случајов, јас не исклучувам можноста за нови избори, ќе бидат, но мислам дека треба да сме реални. Значи, кога се поставуваат услови кои знаете дека нема да ви се прифатат, тогаш веќе одите сигурно на избори. Значи, вие одите со една реторика со која го подигнувате во вашето гласачко тело, но тоа нема да ги врати, мислам, гласачите. Само може да се расцепка уште повеќе со нови политички партии. Затоа, ако се почитува принципот, вие знаете, 2008 ние имавме вонредни парламентарни избори, кои завршија како завршија, и нели со прегласувањето и со поништувањето, јас бев во Државната изборна комисија, се смена, значи, победникот на изборите, а тие избори беа исто затоа што ДУИ инсистираше дека победничката партија треба да прави со победничката. Но сепак треба, сигурно го имаат и тоа во предвид. Значи, во случајов е многу ризично на нив да ги праваат овие игри, кога знаат дека нешто нема да им помине во парламент. Без разлика кој
парламентот сите противници би требало да гласаат. Да речеме според совеста, ипак знаеме се противнички групи све. Но овие се крупни прашања каде што и во самите коалиции кои сметаат дека се стабилни ќе се поделат противниците. Тоа ви тврдам. Очекувате и СДСМ да не ги прифати овие услови? Па не мора СДСМ, али дел сигурно. Значи не можете да бидете сигурни дека вие со 49 противници ќе имате 49 гласа за 100%. Зависи кои се условите, вие кажете нема промени на устав. Но да видиме сега како ќе завршат овие разговори, но прашањето беше дали ќе се промени нешто во резултатите. Так. Јас мислам дека во резултатите нема да се промени, но може да дојде до окрупнување на блоковите, бидејќи многу партии останаа со број на гласови. Во албанскиот или Не, и во македонскиот. Вие имате, нели имаше на коалиција Фродем, да. Не знам колку освои, но ако земите тие во овој момент може ли да бидат одлучувачки на некоја страна? За ВМРО да има, например, ако биле во коалиција, да имаат 53-4 противници, така. А во случајов, например, во другата страна, исто така можело да биде да победи опозицијата. Тоа се проценки на партиите. Значи, јас мислам дека во гласовите нема да се измени, но ние имаме ситуација, вистина е крајно време, да се оди на некоја варијанта, да се направи некоја влада која ќе може да стабилизира ситуацијата, бидејќи било каква влада е подобро него ова ситуација. Вие сега, извините, но имате председател на собрание или не? Ево, прашање. Во моментов нема. Видите, по функција председателот, во отсутство на председателот на држава врши функцијата председателот на собрание. Потоа, имаме ние техничка влада до конечни резултати. Ова е наменска. Техничката влада сега технички ја врши работата, не може ништо да превземе крупно во овој период. Според мене барам. И тие кои се на тие функции, мајќи во предвид каква атмосферава, изминатиот период, сигурно многу размислуваат пред да донесат некоја одлука и сето тоа се кочи целата реформска ситуација. Имаме ние многу предизвици пред нас. И затоа сметам дека и ако се оди на нови избори, треба да се знае може, не може, нека се оди подобро на нови избори, него да биде ваква ситуацијата. Вие имате, например, верификација на мандати, а се вршат функции и градоначалник и министер. Сега јас не знам кој е градоначалник таму, кој е министер, мислам има нејасноти. Тие се функции кои се неспојиви, да се бидиме искрени. А дали тие ги обавуваат технички или не, веќе тоа е друго прашање. Значи, остана со овие измени дека ние имаме вакуум. И тоа страшен вакуум. И тоа се одразува и се чувствува секојдневно. Господине Милошевски, го спомена господинот Новаковски писмото од албанските интелектуалци со кое се бара дуи да не преговара со ВМРО ДПМН. Може ли ова писмо да им наштети на преговорите? Мислам дека самото писмо е неавтентично. Други луѓе, надвор од тие кои што го подпишале ова писмо, го смислиле и го обликувале овој проект, за да звучи дека албанската интелектуална елита е против ВМРО ДПМН и дека тие, иако немаат поголема тежина интелектуалците од било кој нас, обичните смртници, во изборите како еден човек, еден глас, дека еве сега тие имаат некоја поголема морална или академска тежина од сите нас, па даваат некоја порака, но кога ќе го гледаме списокот на подпишаните луѓе, 1/3 од подпишаните се професори на ФОН факултетот, кој што е во собственост на господинот Цановски, кој што знаеме дека е во коалиција со господинот Заев. Сметам дека тоа игра улога во стимулирањето на некого да стави или да не стави подпис. Има во самите луѓе подпишани дел кои што биле активни
и приматели на одредени фондови и водители на одредени проекти финансирани од Отворено општество Сорос и има дури и дел и основачи на БЕСА. Така што според мене писмо на така наречените албански интелектуалци упатено до ДУИ да не коалицира со ВМРО ДПМН е проект за кој што било, моја предпоставка, разговарано за време на таа дискретна средба помеѓу Заев и председателот на БЕСА за време на божичните празници или ден предходно, кога имаше една посета од страна господин Заев во нивните простори во ГТЦ во Скопје и кога не сакаше после тоа да даде изјава. И ова е само уште една од сплетките, би рекол, од фолклорот, од интригите кои што доаѓаат како странични удари во целата оваа атмосфера, но суштински нешто нема да помести. Ние со ДУИ долго време сме во коалиција, така што личните односи се воспоставени. И она што досега било можеби одлика на коалицијата ВМРО ДПМН и ДУИ, точно е дека за многу работи можеби потешко и поспоро се договараме. Можеби ДУИ имала и пофлексибилни партнери предходно и можеби полесно им поминувале одредени барања или проекти. Но кога со ВМРО ДПМН ќе се договориле за нешто, иако тоа е можеби потешко или поспоро, сепак договорот на крајот се испочитувал. И обратно, кога ние сме имале одредени потреби, проекти или барања поврзани со било кои да се теми, даночни реформи, проекти, странски инвестиции, образование или друго, можеби потешко се договараме со ДУИ, отколку што на времето сме се договарале со ДПА, но сепак кога ќе сме се договореле конечно за едно решение, истото брзо наоѓало и собствена примена. И затоа сметам дека ваквите наменски писма, текстови, отворени обраќања во овој временски период не можат да ја нарушат веќе воспоставената комуникација на лично ниво, каде што имате одредена доверба со колеги од другата страна. И затоа моја вака едно, би рекол, моја препорака и до гледачите и до новинарите, во овој период да бидат попредпазливи, посебно во приемот на информациите, и ако можат да ја проверат било која информација и од друг извор, затоа што во овој период имаме повеќе шпекулации отколку точни вести. Шпекулации дека веќе е формирана влада и таа е договорена, но не е објавена, шпекулации дека никогаш нема да се формира и дека ВМРО ДПМН и ДУИ веќе се влезени во меѓусебна борба, шпекулации дека Заев веќе формирал со БЕСА или договорил или не знам што. Ово е таков период и кај нас, за жал, медиумската регулатива ги регулира весниците и телевизиите, но за жал многу други така наречени медиуми или полумедиуми кои што се дел од социјалната сфера не ги регулира и многу лесно поминуваат одредени непроверени информации или наменски, би рекол, партиски лаги. И јас во тој дел би ја сврстил и ова иницијатива на СДСМ и на БЕСА, каде што гледаме дека се обидуваат одреден број на албанци повторно да ги стават во нивна политичка корис, во некоја употребна вредност против принципите или против коалициониот капацитет на ВМРО ДПМН, но тоа за нас не е некоја суштинска пречка, бидејќи ги знаеме кои се луѓето и знаеме кои се побудите зашто го потпишале тоа писмо. Тука правиме уште една кратка пауза за реклами, влегуваме во завршниот дел од овој вечерашен разговор. Почитувани, останете тука. Почитувани, повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова, разговараме за условите кои ги постави Демократската унија за интеграција, за преговорите што ќе донесат тие и дали до 29 јануари Македонија ќе има нова влада и каква влада ќе биде или пак може би излез од ситуацијата во која сега се наоѓаме се нови избори. Со моите соговорници вечерва отворивме многу прашања, проанализиравме многу аспекти од оваа ситуација во која се наоѓаме сега. Во моментов, господине Новаковски, Социјалдемократскиот сојуз после прогласувањето на официјалните резултати воопшто првиот човек на оваа партија не излезе на пресконференција, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз не излезе ниту со став за платформата. Се тактизирали нешто? Очигледно е ситуацијава, како што кажавме, производ на изборните резултати
кои очигледно беа изненадување за сите, бидејќи беа многу блиски резултати и изненадувањето кое беше во албанскиот блок. Имајќи во предвид дека веќе се преговара за составување на влада, јас мислев дека Социјалдемократскиот сојуз јавно кажува дека сака да ја состави таа влада. Значи, од тие причини најверојатно затоа и нема некои изјави дали се прифаќа платформата или не. Како што мислам дека тоа може да биде само плод на преговорите. Исто и нивните представници од највисокото, најтесното раководство и после изборите не кажа дали резултатите се тие, него со самата верификација на мандатот и без никаков проблем конституирање на собранието, со тоа се признати резултатите, беа исцрпени правните лекови, така да јас мислам се тактизира. Значи, тактизираат сите во овој момент и тоа е логички. Бидејќи да видат како ќе течат преговорите во видите, јас повторно ќе кажам, кој да состави влада во оваа ситуација, имајќи ги во предвид условите и да не се условите, јас мислам дека таа влада нема да му биде лесно, бидејќи сепак после овој период изминат, имаме избори солидни, организирани и мислам дека тоа е резултатот само дека завршија со конечни резултати кои не беа оспорени од никого. И тоа е добро. Значи, дел по дел остварени се. Сега се бара брзо формирање на влада. Брзо формирање на влада може да има. Јас мислам дека ВМРО и ТУИ ќе состава влада. Но повторно ќе кажам, треба многу внимателно, бидејќи таа влада ќе има 61 пратеник. Сега, дали ќе ја подржи некој друг, не знам во оваа ситуација, но сепак ќе треба многу внимателно, бидејќи не ќе можат да се прават крупни зафати и можеби тоа е добро. Значи, ќе повторно доаѓаме до ситуација дека ВМРО и СДС ќе мора да седнат да разговарат за крупни прашања за кои е потребно да тие две големи политички блока веќе и тие ги постават црвените линии. Не знам зашто не ги постават. Значи, суетили се во прашање, човечки фактори, без разлика кој ќе состави влада. Значи, имајќи во предвид чувството мое низ секојдневниот, ево да кажеме, живот, тоа го очекуваат голем број граѓани, кои ме дадоа поддршката и на едни и на други. Мал е делот кој по ниедна цена би се противел на таква варијанта, али, повторно ќе кажам, и тие причини не се во интерес на државата. Тие се некои лични причини, бидејќи сметаат дека но во ред да имаа некои подобри резултати. Да кажеме СДС да победеше со голем број пратеници на избориве, можеше такви услови некој да поставува. Но сега во овој момент јас сметам дека потребно е ВМРО и СДС, повторно ќе кажам, без разлика кој ќе формира владата, нека се формира влада, после тоа тие се самите на себе треба да се повикаат на разговори лидерите и да ги спуштат работите, да се договорат околу некои крупни прашања, иако декларативно сите се залагаме за ЕУ и НАТО, но со оваа криза која веќе трае предолго, мислам дека тие процеси не може да се одвиваат нормално. И се осеќа дека не се одвиваат. Значи, вие имате секаде ВД, значи нема луѓе со полн капацитет кои функционираат како институции. Господине Милошовски, сте размислувале ли вие за оваа опција да седнат повторно сите лидери на политичките партии да се договорат, или пак сте размислувале за онаа опција да влезе уште еден партнер од албанскиот блок во коалицијата со ДУИ, доколку се договорите? Па добро, прво во однос на коалицијата, се согласувам дека коалиција со 61 пратеник како парламентарно мнозинство секогаш ќе биде коалиција која што ќе мора 100%
од максимумот и присутноста да го вади за минимална ефикасност на собранието, што не е лесно. Но тука, како што гледаме, дуи има одредена соработка со партиите или коалицијата на господинот Села, градоначалник на Струга, кој што има 3 пратеници, и ДПА има символични 2 пратеници, но во овој случај и тие би можеле да бидат дел од одредена покрупна коалиција, но за сето тоа хипотетички кажано треба да се разговара во следниот период. Иако некои од нив јасно порачаа дека нема да коалицираат со ВМРО-ДПМН. Па гледам дека тие споменуваат тука повеќе личности отколку партии, со кого би коалицирали или не. Тоа беше партијата на господинот Села и повторно во таа реторика јас чувствувам дека реториката е наменета за следни избори. Не е реториката наменета за сегашните избори или да се биде конструктивен во формирањето на одредена владина коалиција. Но како и да е, многу политичари во нашата држава рекле па порекле одредени нивни изјави, да оставиме во следните десетина дена да се види што и кој има за цел. Втората работа по однос на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН, моето лично мислење дека доколку СДСМ би ги прифатила основните начела на победникот на овие избори, а тоа е коалицијата за подобра Македонија, по однос на програмата која што ја доби довербата, по однос на нашиот став за СЈ, истовремено за унитарноста на државата и употребата на службениот јазик, тогаш не би гледал пречка зошто не би можеле да разговараме и со СДСМ за одредена собраниска соработка или за одредена соработка на ниво на извршна власт. Но не би сакал да звучам тука како теоретичар, каде што теоретски тоа е можно, но во пракса, имајќи ги во предвид околностите на сите збиднувања во изминативе 2,5 години, во моментов не би бил преголем оптимист дека таков развој на станите би бил возможен. Пред се од лични причини на одредени поединци кои што се влезени во политиката на се или ништо. Тоа е кога влегувате со такви емоции, со цел ваш човечки емотивен капитал, тогаш е многу потешко да бидете прагматичен, бидејќи личноста станува поважна од политичката или партиската платформа и принципи. Но како и да е, според мене треба македонците и нивните представници во политиката во нашата држава би требало да научат, да извлечат поука од сите овие случувања во изминатите 26 години, дека колку повеќе и колку подолго двајца се караат, толку повеќе и толку подолго третиот ја користи. И мислам дека треба по одредени прашања, не мора по сите, нормално е дека во политиката има и надпревар, и разлики, и проекти, затоа има и избори, затоа што има надпревар и разлики, но по однос на прашањето за името, по однос на уставот, по однос на унитарноста на државата, кохезивноста, по однос на одредени спорни прашања со соседите или внатрешен развој на настаните или единици на локална самоуправа и слично, би требало да имаме одредени национални позиции кои што не мора да се тајни, може да се цврсто изградени и да бидат прифатени и почитувани од секој политичар, без разлика дали од ВМРО-ДПМН или од СДСМ, без разлика на позицијата после овие или после следните избори. Дали ВМРО-ДПМН ќе биде на власт или во опозиција, секогаш да го има принципелниот однос кон грчко-македонскиот спор или кон македонско-албанските прашања или односи за нашата држава и истото да биде прифатено од страна на СДСМ или други порелевантни партии. Тоа ни недостига како еден позрел однос на политичари со одговорен однос кон својата држава и прашањата од највисок државен и национален интерес, но според мене за тоа ќе треба да поминеме уште една политичка генерација, веројатно, и оние кои што би биле следни и нови кредибилни политичари во некое догледно време на нашите позиции, се надевам дека ќе успеат да го направат тоа што досега не успеале ВМРО-ДПМН и СДСМ да го направат.
Господине Милошовски, спомнавте, не е важно дали ВМРО-ДПМН ќе биде опозиција или ќе биде на власт, мора да се држиме до овие принципи, доколку не успеете. Хипотетички, со оглед на тоа што се уште не се почнати преговорите и цела вечер зборуваме хипотетички што доколку се случи ова, доколку не успеете да формирате влада со ДУИ, доколку тоа го стори СДСМ, доколку се договорат они си нели направат некои отстапки социјалдемократите, дали сте вие подготвени да седнете во опозиција? ВМРО-ДПМН е голема политичка партија и била и во опозиција и на власт и повторно од власт во опозиција, па од опозиција повторно дадена доверба да биде владеачка партија. За нас тоа не е крај на светот, ниту на политиката, ниту на личните кариери, планови или партиски потенцијали. ВМРО-ДПМН, ќе кажам, излезе со честни намери и со една реална програма на овие избори, изнудени предвремени избори. Го дадовме нашиот збор и ги предложивме нашите проекти, го добивме мнозинството на гласови и покрај тоа што немавме лесен и единствен противник и имаме намера таа доверба да ја преточиме во извршна власт која што ќе одговара на волјата на мнозинството на граѓаните. Но доколку не успееме заради барања од друга страна, кои што изгледаат и за државата непродуктивни, а и за нас непринципиелни, тогаш ние немаме никаков проблем, честно и достоинствено, да го вратиме мандатот на институцијата која што го доделува на председателот на државата и да пожелиме успех на оние кои што имаат можеби поинакви размислувања или поинакви принципи или флексибилност во политиката во која што влегле. Но и да бидеме во опозиција, ќе бидеме многу сериозен и незаобиколив фактор во собранието на Република Македонија и нема да може тој фактор да биде занемарен при било кои поважни или покрупни одлуки за државата и за владата. Но сепак очекувате да се договорите со Демократската унија за интеграција со оглед на тоа што рековте проверени партнери, за многу работи и тешко ви одело да се усогласите, но добро функционирате. Па нас намерата ни е да испочитуваме волјата на гласачите. Волјата на гласачите беше ВМРО-ДПМН да има 51 пратеник, СДСМ 49, ДУИ 10 и другите партии со помал број. Таа изборна волја сакаме да ја преточиме во една продуктивна, стабилна извршна власт со добро собрание како контролен механизам кој што ќе биде надзор на власта и на таков начин да продолжиме она што го ветивме во програмата, да го реализираме и да ја оправдаме довербата дадена од граѓаните. Ако успееме во тоа, мислам дека ќе биде добро и за државата, и за оние кои што не поддржале, и за оние кои што поддржале друга опција, бидејќи проектите се заеднички за сите, не ги делиме по партиска линија, но и доколку не успееме, ќе продолжиме бидеме еден незаобиколив политички фактор во Република Македонија и во незините институции. Господина Новаковски, овој разговор ќе го заокружиме со вашето размислување. Бевте член на Социјалдемократскиот сојуз, бевте и председател на највисокото изборно тело во државава. Веќе неколку години не сте активен во политиката, но чинам овие избори се добра лекција и за едната и за другата страна, и за Социјалдемократскиот сојуз и за ВМРО-ДПМН. Очекувате нови избори, што до тие избори што треба партиите да направат вака од страна кога гледате, со оглед на тоа што сте били и активен во политичките води? Морам да ви кажам дека јас како и претходно дека очекувам нови избори и некаде слушнав коментари, не е ништо страшно ако се оди на нови избори, бидејќи сите услови за кредибилни избори се исполнети. Не треба да се остава на тоа, значи ДИК е професионална институција и таа треба да ќе води работата, со ништо не е блокирана. Има и буџет, значи треба да се подобри следните избори, затоа што може да се случат. Во однос на прашањето што очекувам, значи ќе ви кажам, очекувам. Значи она што го кажав дека парламентот е добро можеби што се овие резултати, ако функционира со пун капацитет и ако има разбирање меѓу политичарите. Значи, да функционира една парламентарна демократија, зависи од секој пратеник, но вие знаете нашето искуство, не е такво. Значи, во случајов може би овие тесни резултати и кога ќе почне со работа, ќе покаже некоја сила овај нов парламент
да ги направи заедно, например, реформите. Тој каме, значи, никој не е губитник овдека. Бидејќи ни СДС, ако остане во опозиција, не може да е заобиколен во било кое прашање. И сега прашањето е, ако се оставиме влада, може би ќе бидеме подобри. Не верувам. Значи, во прашање е сега, по мене, кој ќе состави влада, зема Жежо Костен во раце, тоа ќе се одрази и во резултатите на следните избори. Бидејќи роковите се кратки, ево доаѓаат и локални избори. Имате во предвид дека локалните избори согласно законот за децентрализација се многу одразуваат и покажуваат многу релевантни резултати со мнозинскиот систем, така да и таму ќе се покаже повторно силината на партиите. Да кажеме, и ако нема вонредни парламентарни, имаме редовни локални избори. Значи, ние сме пред сериозни предизвици како држава и затоа, кога го кажав моето мислење, да се направи обид, да се одредени прашања затворат во овој период по формирање на влада, без разлика што ќе се случува, битни се ВМРО и СДС. Многу битни. Не викам дека другите не се. Но ако тие не постигнат некој меѓусебен договор за одредени прашања, јас се сомневам во било какви реформи со влада било кој да ја формира. Јас лично. Бидејќи ги споминавте резултатите и силината, тука неизбежно е, господин Милушовски би сакала уште едно прашање, доколку се одржат нови предвремени парламентарни избори за кусо време, како што предвидува господинот Новаковски, дали ВМРО ДПМН од тие избори би излегла посилна или пак послаба? Ние очекуваме повторување на изборниот резултат. Значи, сметам дека доколку би имале, теоретски, нови избори во догледен период, ВМРО ДПМН би го повторило изборниот резултат или можеби би имале и некој глас плюс од оние гласачи кои што можеби не верува какви се турбуленции може да предизвика проектот на господинот Заев дека Македонија треба да биде двојазична или кантонална или друго, па нели некои стручњаци на СДСМ одеа со паролата дека Арачиново бара канализација, а не федерализација, но сега после изборите, кога ќе ги согледаме сите овие случувања, платформи и последици на такво етнизирање на политиката за добивање на глас плюс, гледам дека некои луѓе кои што го дале својот глас, верувајќи дека промените ќе донесат некое подобрување, сега размислуваат поинаку. И мислам дека ВМРО ДПМН би го имало овој број на гласови, зависно од тоа колка би била разликата помеѓу нас и второпласираниот, можеме да имаме 52, 3, 4, 5 или повеќе пратеници, но во секој случај очекуваме да имаме добар резултат на било кој следни парламентарни избори, а се разбира и на редовните локални избори во мај оваа година. Почитувани, ви благодарам за вечерашното одвоено време и за овој разговор и анализа на сите прашања поврзани со преговорите и црвените линии. Благодарност уште еднаш вам, почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Цела емисија може да ја најдете и на нашиот вебсайт tvnova.mk, доколку нешто испуштивте, и на нашиот YouTube канал. Во 22 часот е најновиот информативен блок вечерва со колегата Градимир Марковски. Од мене пријатно.